Денеска да проговорам за смислата на оваа граѓанска иницијатива како еден битен модел за посериозно мотивирање современиот македонец да размисли за состојбата во која реално се наоѓа. Што сакам да кажам? Погледнете околу себе. Погледнете околу себе. Колкумина сме? Да. Така е. Така е. Колку сме, толку сме, токму сме. Но има еден проблем со кој ние, како македонци, долго време се соочуваме. Значи, еден огромен процент од македонците во Република Македонија, конкретно говорам за Република Македонија, како да немаат осет, како да немаат свесност, внатрешно доживување за реалната состојба во која се наоѓаат како народ, односно во која се наоѓаме како народ. Кога во оваа состојба, јас и вчера тоа го говорев, кога во оваа состојба, кога ни се наметнува еден ваков предлог закон, кој сериозно има за цел да ја деструктуира нашата држава и да ја одземе иднината на нашиот народ. Тоа значи и нивната иднина. Кога во една ваква состојба, веќе пред 2 седмици немаше толку трибини, дебати и така натаму, но медиумите се полни. Говорат за овој проблем, социјалните мрежи се исто така полни, но повторно луѓето не доаѓаат. Сега ќе ви кажам од моето искуство во однос на тоа, овие денови што ми говорат еден добар процент од нашите сограѓани. Да, отец Ивица, тешко е, сериозен е проблемот, но што да правиме? Не можеме ништо. Дефетизам, малодушност. А тоа е страшна болест. Еден народ кој во себе има дефетизам, малодушност, кој веднаш не размислува како да го реши проблемот, туку како да побегне од проблемот. И тоа нами се случува. И тие бегаат од проблемот. Не само со овој проблем, туку и претходните проблеми. И затоа некои, гледајќи ја слабоста наша, малодушноста наша, неможноста да се организираме, притискаат колку што можат, а ако ќе видат дека лесно оди, уште повеќе притискаат. Затоа што од другата страна се соочуваат со малодушност, со дефетизам и продажност. И не може тоа така. Значи, вчера говорим за реалноста и денеска ќе говорам за реалноста. Ова е реалноста. Пријатели мои, браќа и сестри, македонци, тоа е реалноста и ние мора да се соочиме со оваа реалност.